Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а денешна наша гостинка е директорката на Театарот за деца и млади, Катерина Илиевска Селјановска. Театарот се вика Папет, тоа некако ми побегнало во последниве години. Не, на интернет страницата ни е така Папет.com. Неодминливо беше да одбележиме овна што ова недела вие го имавте како главен настан, а тоа беше одбележувањето на 30 годишнината од постоењето на театарот. Тој е формиран во 1990 година од Љубомир Чадиковски, легендарниот и долгогодишен директор, кој што еве деновиве дознавме дека ќе биде и добитник на наградата 13 ноември, сосема заслужено. Честитаме. Јасно е дека театарот има исклучително важна улога и не само како дел од она што значи културна понуда, туку уште повеќе како едукација на вистинските човечки вредности. Што може да се каже за после 30 години? Вие веќе и долго време работите како актерка таму, сега сте и директорка веќе 3 години. Што е она што е најзначено сега за во иднина? Да почнеме од иднината па да се вратиме во минатото. Па, за во иднина, што би било значено за во иднина? Интересно прашање. Да претпоставувам да продолжат да се учат децата и младите да доаѓаат во една таква институција интерактивна како што е театарот, затоа што нели како што знаеме технологијата не окупира се повеќе и повеќе. Јас мислам дека би било многу значено да се задржи оној тек на публика која што веќе ја имаме со години наназад и да продолжи да оди, да не се разредчи. Не знам, и ова така да ја наречам лоша година, што на сите нам ни се случи, некако да ја заобиколиме, да не навикне оваа година да не одиме во театар. Јас мислам дека е многу значено за во иднина да продолжат децата и младинците да одат да следат театарски представи. Да се, како да кажам, мислам, да сменат од она што е младешко секојдневие, присуството на телефон, на било каков технички уред и само исклучиво излегувањето, да речеме, надвор со друштво. Она што сите сме го правеле нормално, што сите го прават. Но исто така представите некои од нив се исклучителни наградувани со меѓународни награди, но исто така тие ги учат и младите и децата на, како што реков, на вредностите, на оние што сега за кои што сега се вели дека се заборавени. Да, имаме многу теми за најмали, нели. Еве годинава треба да излезе, готова е, треба да излезе и представа за буквално најмладата возраст, односно за бебиња, година дена плюс. Така што, добро, таму се учат, веројатно ќе се научат некои движења, некои координации, некои звуци и така натаму што би можеле да ги восприемат тие дечиња. Не ја дадовме таа премиера официјално заради тоа што на самата сцена треба да има публика составена од толку мали деца со родители, но бидејќи не смеа да носат маски тие дечиња, ќе направиме некоја измена, ќе видиме. А што рековте, вредностите, да, имаме представи за најмали, за следната генерација, ајде за 2-3 години, 4, каде што се учат, односите родител-дете, каде што се учи како се јаде, бонтонот, каде што се учи како се однесува, нели, да во јавност, не знам, да се заблагодариш и така натаму. За се што е една нормална човечка вредност што би требало навистина да секој од нас да ја поседува и секој од нас на тоа да е навикнат уште од најмалите години. Дали имате соработка со училиштата? Мислам дека е многу важно децата, учениците, особено пак младите, и за тоа ќе ве прашам, да стекнат навика, тоа и вие го велите, да стекнат навика да одат во театар. Дали имате некоја поопстојна соработка со училиштата, например? Па, освен оваа година што така, како да речам, буквално низ вода ја фрливме. Мислам, мене е многу тешко кога зборам за оваа година, затоа што наистина е премногу тажна за театрите и за целиот уметнички сектор. Секоја година до сега имаме соработка, откако јас знам за театарот наш, а јас работам во него 20 години, како што рековте, така што ми е многу добра позната таа соработка. И со основните училишта имаме со години соработка со тоа што доаѓаат одделенија, тоа има и на нив некој вид на училиштата, некоја задолжителна програма, посетување на театар, не знам на какви представи се детски до младински, а и нас ни е некој вид
и обврска и желба, како да речам. Да. И доаѓаат цели одделенија, цели класови, повеќе класови и така натаму на представи. Потоа доаѓаат на разговори обично со актерите, бидејќи многу ретко и сме единствен национален и специализиран театар за кукли исто така, доаѓаат исто да ги разгледаат куклите и начинот на играта како се, со нив. И така натаму. Значи имаме соработка. Сега оваа година малку Да, разбирливо, потешко, од разбирливи причини. Но што се случува со младинците? Се жалеа во некои претходни години дека немало доволно публика, па тоа дури беше и причина за откажување на некои представи, тоа беше така малку поконтроверзни околности беа, но тоа е зад нас. Дали имате публика од она што се види тинеџерска возраст? Сега тоа е едно не е комплексно прашање, туку е еден бара комплексен одговор, затоа што има публика тинеџерска, но не е толку обемна како што е да речеме детската, најмалата публика кај нас редовна. Во последниве неколку години се трудиме и активно да ги вклучиме и средните училишта. Нормално тие генерации, сите знаеме, на сите нам ни е добро познато, си имаат и своји други идеи во главата и други потреби, така што не сите посакуваат да дојдат во театар. Да. А има ли продукција доволно представи за таа Па возраст? изминативе години направивме, еве јас од кога сум директорка има 3 нови представи, младенски, четвртата е на повидок. Започнавме, зборувам сега за мојот мандат, имаше една представа по мотивите на Сидарта, еднаш свет изградив. Многу интересна филозофска тема. Дури нели Хесе и се обработува во средните училишта како лектира. Потоа имавме од филмуваното дело Едвард Раце Ножици, имавме направено театарска представа во режија на Нела Витошевиќ, што можеби ја нема никаде направено во таа форма, како театарска представа, барем така зборуваше и Нела, и не наидовме на друга представа. Едвард, која што беше многу интересна и навистина имаше интерес за таа публика. Потоа направивме младенска представа која се вика Касета, за добро заборавените аудиокасети, кои младиве не ни знаат што се. Еве Керкичка имам од неполни 8 години ме прашува што е тоа. Во која што има застапено многу музика, на хеви метал, рок музика и така натаму. Значи многу интересни разновидни теми, а моментално подготвуваме представа за булингот, односно за врсничкото насилство помеѓу средношколците, така што не може таа тема да не ги допре нив. Но се разбира дека интересите на младенците се распространети на разни места се фокусирани, така што мене ми е јасно дека не толку многу имаат понекогаш потреба да доаѓаат. Но имаме соработка со средните училишта и ги каниме среда, секоја среда е слободен средношколски отворен ден, сакам да кажам, бесплатна им е и посетата во театрите, така што еве препорачувам. А ние младинските представи ги играме токму во среда, за да не се воопшто поремети оној детски репертоар кој е во редовни термини би бил од четврток до недела, а сега се малку исклучителни услови, да. Сега имаме само петок и сабота. Катерина, многу ви благодарам, уште еднаш ви го честитам јубилејот, ви посакувам големи успеси, меѓународни награди, многу публика и не проговоривме можеби поширока и поубава и посовремена сцена. Но ќе има прилика да разбира да се сретнеме. Сите се стремиме кон тоа. Мислам и јас и сите мои колеги тоа посакуваме, малку поширока сцена и да се нормализираат условите да играме не со 30% капацитет. Ви благодарам многу за гостувањето во утрински брифинг.